Сега е повторно време за Искра и нејзините гости, кои што ова утро ни доаѓаат од ХОПС, опции за здрав живот. И едно најсрдечно добре дојде ова утро за Силвана Наумова и Ивана Илиев. Искра, верувам дека имате да им понудите многу важни информации на гледачите, без разлика што ние имаме малку повозрасна публика. Но... Тие имаат сите по некој мало или младо дома, а токму за нив е наменета и оваа тема и за жал со многу неубава поврзаност, а тоа е другата. Да, повелете. Добро утро, Ивана и Силвана. Ќе започнам со поводот поради кој што ве поканивме овде. Тоа е една бројка која што беше објавена на вашата страница на ХОПС, загрижувачка, страшна бројка, тоа е дека 70% од младите експериментираат со дроги. Ќе зборуваме за овие истражувања, за резултатите, за клучоците, но прво, колку време се занимавате вие со оваа проблематика и на кој начин? Најпрви сакам да ве поздравам и вас, благодарам што одвоивте време да зборуваме за една сериозна тема, за нешто што е загрижувачки за целото општество, за цело општество. Јас сум Силвана Наумова, Сдружение ХОПС постои, речи си 25 години, и започнува со програми заради употреба на дроги. Односно, првата програма е воспоставена за превенција на ХИВ, хепатит и други крвно и сексуално преносливи болести кај лица кои пред се инјектираат дроги. Ситуацијата во средината на 90-тите беше таква да имаме хероинска епидемија и се бараше брз одговор да се воспостават вакви програми од јавно-здравствен карактер и да превенираме ХИВ и други крвно-преносливи болести. За среќа, да речем, ХИВ инфекцијата кај нас е многу ниска, контролирана, благодарение на овие програми, кои ги таргетираат нели луѓето кои имаат најризично однесување. Меѓутоа, сега се соочуваме со една друга епидемија, да речем кокаинска епидемија или епидемија на употреба на други типови на дроги, како што се кокаин, амфетамини, екстази и така натаму. Можеме ли вака, за да подразјасниме, рековте прво хероин, тоа спаѓа во опијатните дроги. Така. Овие други ве што ги споменавте спаѓаат во психоактивни. Така, сите психоактивни стимуланси, така ги делиме заради различното дејство кој го даваат врз организмот, нели? Едните стимулираат енергија, забрзуваат работа на срце, на мозок, додека другите така малку повеќе ја успоруваат работата, опијатите на дишењето, на централниот нервен систем. Меѓутоа сите се психоактивни супстанции. И едните другите се присутни кај младите или пак се младите повеќе оддадени, да речеме, на овие психоактивните? Најчесто и во светски размери младите започнуваат со експериментирање. Многу поретко има случаи кога повозрасни луѓе ќе започнат да употребуваат. Најчесто се тоа младите и причините заради кои пробаат било какви психоактивни супстанции се најразлични. Кај некој е љубопитство, кај некој е експериментирање, кај некој е прифаќање во друштво, кај некој е зголемување на самодоверба и така натаму, најразлични се причините. Но главната причина е што се премногу достапни, веројатно, кога ти е веќе нешто на послужарник дадено. Секако, значи, ние преку нашите теренски тимови, тимовите кои работат во нашите центри, преку луѓето кои ги контактираме, добиваме информации дека е многу достапно, дека се лесно достапни и дека цените се прифатливи за да можат и најмладите да си ги дозволат. Ива, најде малку да прецизираме, ова млади е многу широк поим. Вие работите и со деца и со млади. Како вие ги разграничувате тие старосни граници? Значи, генерално, деца ги дефинираме оние лица кои што се под 18 години, а млади се оние над 18 до 29 години. И сега за разговоров да има некаков тек би тргнала похронолошки, од каде ни се корените за теренски активности со деца, значи со деца до 18 години.
Многу често во минатото имавме информации и од лица кои што ги користат нашите услуги на ХОПС и од нивните семејства дека многу малолетни лица почнуваат да користат дроги. Алармот беше вклучен кога дете од 11 годишна возраст даде информација дека веќе 2 години инјектира хероин, значи на 8 годишна, на 9 годишна возраст, што навистина беше сериозен проблем. Од 2014 година почнавме со мапирање на овие деца, каде што во 2015 година почнавме да ги реализираме оние теренски активности. Сега би сакала исто така и ова малце да го објаснам. Најчесто ги контактиравме децата кои што маргинализирани деца, кои што се на маргините на општеството. И бидејќи беа малолетни, работевме и со нивните семејства. Тоа се сите оние дечиња кои што ние ги гледаме на улица, кои што инхалираат лепак и употребуваат и за други психоактивни супстанции. Имаше пред некоја година податок и за 4 годишно детенце дека инхалира лепак. Да. Значи сериозно застрашувачки се бројките и не се сменати. Тоа не значи дека само овие деца користат психоактивни супстанции, него тие ни се највидливи. Можеме често да ги видиме и се пристапни. Начинот на живот, нивен, не вклучувањето во здравствена заштита, не вклучувањето во образовниот процес, повлекува и давање на поинакви социјални услуги. Значи услуги од областа на здравствена заштита, услуги од областа на социјалната заштита, за разлика од овие деца кои што не живеат на маргините, тие си бараат поинаков тип на услуги. Би се задржала и на овие, затоа што, како што реков, ова беше аларм. Значи, невладиниот сектор и народниот правобранител алармираше за овој проблем. И во 2018 година Министерството за здравство формираше меѓусекторска работна група за подготовка на програма за грижа и за лекување на малолетни деца кои што употребуваат дроги, каде што во 2019 година април таа програма се направи, меѓутоа до ден денеска не е усвоен, ниту од владата, ниту од Министерството за здравство. Да. Значи, потоа почна ковид пандемијата, па војна, енергетски кризи и така натака, и овој проблем некако се затешка, а е многу посериозен и сериозно истражувањата покажуваат дека младите и децата се повеќе и почесто употребуваат дроги. Бројките растат. Да, и битно е да се напомене дека нема никаква лекување за малолетни корисници на дроги. Тоа е еден од проблемите. Значи, постои можност за лекување, зборуваме за од опијатни дроги, така? Да, но програмата за лекување од опијати е субститутска терапија, тоа е се два лека кои се достапни кај нас, субститутска терапија со метадон или со буprenorфин. Тоа значи не за одвикнување, туку само за замена, така му доаѓа? Процесот на лекување е исто така сам по себе комплексен, за некој е одвикнување, за некој употребата на таа субститутска терапија ќе биде подолг временски период или за некој доживотно, меѓутоа е важно дека се во програма за лекување кои стручни лица, лекари, психотерапевти, социјални работници ги даваат потребните услуги и едно лице функционира најнормално во општеството како и сите други. А што е она што недостасува? Каква програма недостасува? Недостасува програма за деца и млади. Значи, тие програми треба да бидат креирани за според потребите на деца и млади. Значи, не може една програма да ги таргетира сите видови зависности од дроги кои настануваат, различни видови, како и различни возрастни групи. Кај нас, за лекување од опијатна зависност, она што вие го напоменавте, постои само на клиника за токсикологија и ургентна медицина за лекување со буprenorфин. Да, за деца од 16 години нагоре. Тоа е лек кој е регистриран така. За другите нема никакви програми за лекување. Потребни се сеопфатни програми за третман. Значи, ова 11 годишно дете што го споменавте, што 3 години веќе инјектира, за него не постои програма, така? Да. Детето сега има 20 на години и повеќе, меѓутоа лекувањето ни тогаш не беше достапно
ни сега не е достапно. Нема програми за рехабилитација, бидејќи во процесот на лекување, освен медикаментозната терапија, исто толку важно е и психотерапевскиот процес, значи психолози, психијатри, социјални работници, други обучени терапевти кои ќе работат и со детето или младиот човек, но и со нивното семејство. За да биде еден процес на лекување успешен, мора да се вклучи поддржувачка околина, нели? Тоа е најчесто и треба да биде семејството или поблискиот круг. Без вклучување на сите јаки снаги, поддршка, лекувањето нема да ги даде нашите очекувани резултати. За жал во Македонија нема програма која е за програма или во моментов имаме дефицит од таков кадар? Нема. Имаше 2015-2016, не ме држете точно, Министерство за труд и социјална политика отвори 2 центри за рехабилитација, еден во Охрид, еден во Куманово. Меѓутоа беа затворени после известно време. Зошто? Добро. Дали беа недостаток на финансиски средства или други проблеми, на вистина не би знаела да кажем. Меѓутоа, тие центри повеќе не постојат. Во моментот постои дневниот центар на ХОП за рехабилитација и реинтеграција на луѓе кои употребуваат дроги и нивни семејства, вклучително и деца, и тераписка заедница Покров во Струмица. Значи, тие се единствени две и апсолутно недоволни. Потребни се различни програми, затоа што не сите програми одговараат за сите и нели ќе ги дадат посакуваните резултати. Сакам да ја прашам за да бидеме практични од корист за гледачите, затоа што можеби во моментов некој дома детектирал ваков проблем кај своето дете или пак внуче. Добро е што гласно говорите на оваа тема, но не делува многу храбрувачки во смисол ако открија таков проблем, каде да се обратат? Може што да се направат? Оно што можам јас да го понудам е да се обратат во нашиот центар, ќе го оставиме контакт телефонот, да се посоветуваат со нашите стручни лица, психолог или психијатар, како да пристапат или како да измотивираат некој за лекување. Мора сите да бидеме свесни дека еден од главните фактори за успешност во лекувањето е доброволност. Значи, лицето кое употребува, дали е дете, млад човек или како и да е, дека сака да се лекува. Секое наметнување и присилување на лекување не секогаш ги дава резултатите, односно најчесто не ги дава резултатите. Мора да постојат програми за млади кои ќе бидат превентивни, значи да делуваме кај деца и млади кои не започнале со употреба и тие програми треба да бидат сеопфатни, треба да бидат вклучени различни институции, тука е клучно Министерство за образование, сепак нели кај нас и средното образование е задолжително и најголем број ќе бидат опфатени. Министерство за труд и социјална политика, Министерство за здравство, Министерство за внатрешни работи и секако нели други институции и граѓански организации кои ќе направат една сеопфатна превентивна програма. Потоа треба да постојат програми, колку и да звучи контроверзно, програми за намалување на штети од употреба на дроги. Во тие програми ќе бидат опфатени децата, младите кои веќе започнале со употреба и експериментирање на било какви дроги. Ќе дадеме насоки и информации кои се штетните последици и по физичкото и по менталното здравје и кога ќе ги имаме нели во програма, кога ќе ги даваме сите советувања, ќе можеме да работиме и на мотивирање за лекување доколку некаде постои проблем или зголемена употреба, нели сето тоа дава нарушување во секојдневното функционирање и на личен и на поширок план во општеството. Именно како што гледаме овде, ако може да се каже на некој начин, може и да се подели проблемот од една страна, говорите за концепт за намалување на штетата. Тоа е еден начин на решавање, а што е со оној другиот со лесната достапност? Ако не се толку лесно достапни, помалка е штетата.
Па да, генерално, меѓутоа лесната достапност треба да се регулира нели на државно ниво. Ние овдека зборуваме за Кога е веќе направено, како да се кога е веќе олесни. направена штетата, затоа што цело време има кампањи, нели јас си одамна го кажав истото, кажи не на другата, кажи не на другата и во ред. Меѓутоа, тие луѓе кои што веќе имаат Како да се намали штетата да, сега, проблем да. со другите, значи како што спомена Силвана, кога станува збор за деца, апсолутно треба да се утворат програми за лекување на малолетни лица и да се утворат, да се работи све повеќе на рехабилитација и ресоциализација и да не се избегнува проблемот, него отворено да се разговара за истиот. Јас многу ви благодарам и на двете. Знам дека преку со времето за на вистина да се навлезе длабоко во една ваква сериозна проблематика, но битно е да се подосвестат малку и веројатно и секој дома малку да подразгледа што тоа консумираат или со што експериментираат нивните деца и млади дома и ете како за прва помош може да се обратат во ХОПС. Првиот момент кој ќе забележат нешто. Секако стоиме на располагање и многу важно е да се напомене дека не е тоа изгубена битка пред да се почне, дека има позитивни резултати, меѓутоа е процес кој е долготраен и треба да бидат трпеливи. И процес за целото семејство. И процес за целото семејство пред се. Не е дека е тоа неповратно или дека не може, меѓутоа е процес и треба да бидат спремни нели за да се истрае целиот тој процес. И 4 очи отворени. И обично конзумирањето на друга не е секогаш причина за дисфункција на едно семејство, него често е последица. Така да треба сериозно да се запрашаме каде и ние сме сгрешиле, каде и другите сгрешиле. Добра поента. Сериозна дискусија и нешто што треба да не подзамисли Искра, дека можеби, иако звучи непристојно, ама некогаш треба да им се брцне во джебот или во ранецот на децата, да се провери што има таму по тие тајни, скриени джепчиња. И не таа финта, ама не е моја другарка да ми е, така? Да. И благодарам многу.